вечер со топ тема на ваша страна. Црковно или политичко прашање. Барањето на Македонската православна црква, Бугарската православна црква да се прогласи за црква мајка, отвори дилеми. Дали ова е начинот да се реши и прашањето за името? Сега и СПЦ сака преговори. Колку историјата ќе помогне на сегашноста? Одговорот на Бугарската црква се очекува за неколку дена. Ќе ја отвори ли ова прашање Пандорината кутија за православните цркви за односот мајка-ќерка? Вечерва, во топ тема на ваша страна анализираме со професорот и историчар Владо Поповски и професорите Цане Мојановски и Љупчо Ристовски. Имаме и вклучување од Бугарија на нашиот известувач од Благоевград, Марија Девитарова, која на оваа тема разговараше и со првиот амбасадор на Бугарија во Македонија, Ангел Димитров. Останете со нас. Добро вечер, уште еднаш со топ тема на ваша страна. Со мене во студиото се тројца професори, професорот Владо Поповски, кој повеќе зборува за историските аспекти, професорот Цане Мојановски од Факултетот за безбедност, добро вечер, и професорот теолог и политиколог Љупчо Ристовски, кој што е и претседател на Институтот Интегра. Ви благодарам на сите што сте вечерва тука за да разговараме за едно многу битно прашање кое што е покренато и затоа мене во насловот ми е црковно или политичко прашање, но најнапред да го слушнеме извештајот односно вклучувањето во живо на Марија Девитарова која е во Бугарија и која денеска во Благоевград беше на промоцијата на книгата на Ангел Димитров. Тој беше прв амбасадор на Република Бугарија во Македонија. И денеска има еден така контроверзен наслов на книгата која беше промовирана раѓањето на Македонија, на Република Македонија меѓу југословенизмот и национализмот. Марија, еве, ова е насловот. Ти денеска беше на промоцијата на оваа книга. Како помина оваа промоција, што содржи и книгата и што може овој наслов кој е навистина провокативен, што всушност крие зад себе? Жане, како што и самата кажа, пред малку заврши промоцијата на првиот бугарски амбасадор во Скопје Ангел Димитров, кој всушност беше на оваа позиција цели 9 години, од 92-та година до 2001-та. Тој важи за одличен познавач на состојбите во Македонија и на Балканот воопшто, а по струка е историчар, така што неговата книга всушност е повеќе еден научен труд за раѓањето на македонската држава. Тоа стои во самиот наслов, раѓањето на една нова држава и она што ти го кажа Македонија меѓу југословенизмот и национализмот. Значи се занимава од самото формирање на македонската држава, распадот на Југославија, југословенскиот период и посебно пост-југословенскиот период. Всушност станува збор за книга која амбасадорот Димитров ја напишал уште во 2011 година, но бидејќи во тоа време беше испратен да биде амбасадор во Белград, во Србија, всушност оваа промоција се одложи за денеска и се случи овде во Благоевград во време кога македонско-бугарските односи се многу актуелни во бугарската јавност и се случува еден ден пред да се одржи заедничката седница на македонската и на бугарската влада. На самата промоција имаше 50 до 60 луѓе, меѓутоа навистина после тоа се разви една плодна дискусија која покажува дека бугарското општество, бугарската јавност, бугарските студенти се навистина заинтересирани за историјата, но и за текот на македонско-бугарските односи. Жане? Марија, во моментов актуелно е барањето на МПЦ Охридската архиепископија, Бугарската православна црква да биде црква мајка која ќе помогне во процесот на признавање на Македонската православна црква. Меѓутоа, како бугарската јавност го толкува ова писмо и како всушност, кој е коментарот, еве дури и на Димитров, се надевам дека си имала можеби можност да се видите и да направите интервју, значи кој е и неговиот став? Жане, навистина
преголемо расположение владее во бугарското општество и особено во бугарската интелектуална јавност од подобрувањето на македонско-бугарските односи, за кои велат дека биле заладени со години и дека всушност сега се случува она што тие го нарекуваат ренесанса. За нив е голем политички момент подпишувањето на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. И секако многу се информирани за писмото што Македонската православна црква го упати до Бугарската православна црква. Што се однесува до интелектуалната јавност, тие се расположени и сакаат да притискаат Бугарската црква да помогне во решавањето на црковното прашање, меѓутоа не забораваат да го споменат и фактот дека станува збор за црквата која сама по себе е една затворена и ригидна институција и појавуваат сомнеш дали ќе прифати она што бугарските интелектуалци во вчерашната декларација например го напишаа како подадена рака, објаснувајќи дека има канонски основи и Бугарската православна црква да ја признае Македонската православна црква. Со амбасадорот Димитров разговарав за политички, за историски прашања, но секако го прашав и за ова и еве што точно кажа амбасадорот Димитров. Самото писмо е еден позитивен знак за известни промени во една важна институција како што е Македонската православна црква, но не треба да заборавиме дека односите меѓу црквите се многу посложени, бидејќи тие се одделени од државите, не се под власт на политичките структури во државите и пред се конзервативни во своето усогласување со нормите, правилата на поголемата опција како што е православната црква. Тоа ги прави нештата многу сложени и не може да се очекуваат некакви брзи и еднократни решенија, но јас сум убеден дека не само што голем дел од бугарските граѓани сакаат и црквата да се вклучи во овој процес на зближување, туку застануваат и за идејата да се подржи признавањето на МПЦ, бидејќи реално таа не е призната од ниту една црква. Но тука има еден проблем. Македонската православна црква не е создадена по патот на самоопределувањето на верниците, туку е создадена како политичко решение, како политички акт на една комунистичка држава, како што беше поранешна Југославија. Малку е комплицирано и за самата бугарска црква ситуацијата во која со сигурност може да очекуваме ќе има негативни реакции од сите останати православни цркви, но тоа не значи дека треба да се сврти грб на таква една идеја. Бугарската црква може да преземе одговорност, тоа нема да биде нешто ново за неа. Таа со децении беше во раскол бидејќи се спротистави уште пред 19-тиот век против односот кон македонските бугари, кои тогаш така се произнеле на референдум. Сите големи епархии на денешната територија на Вардарска Македонија станаа дел од Бугарската православна црква, тогашната бугарска екзархија. Ако гледам од таа перспектива, ако црквата малку го смени конзервативизмот на однесувањето, воздржаноста, ако побара посмело дејство, соодветно за новиот век може да се потсети дека веќе била мајка. Имам две точки околу црковното прашање. Во писмото што го подпиша академиците, пишува дека бугарската црква има канонски основи да се прогласи за црква мајка на македонската и таму се наведуваат историски факти зошто. За които аз ви говорих. Затоа и ви зборувам, Вардарска Македонија беше под бугарска црковна јурисдикција до крајот на Првата светска војна. Тогаш бугарската црква беше протерана од Србија, која завладеа со Вардарска Македонија. Сигурен сум, че нештата се променят. Сигурен сум дека нештата ќе се сменат. Народот знае, многу семејства во Македонија латентно во своите глави знаат многу работи кои со години се премолчува и за кои јавно не се зборуваше, а сега помладите генерации се ослободуваат од тоа бреме и постојаното правење митови од едни тези кои се одамна надминати. Јас сум убеден дека осознавајќи ги своите интереси, граѓаните на Македонија ќе разберат дека пријателството со Бугарија не е некаков политички акт кој може да биде корисен, туку нешто многу повеќе. Нешто што кореспондира со една одговорност која Бугарија има кон Република Македонија. Таа ја призна прва како независна држава и во тој период направи многу за таа да зајакне и да ги направи своите први меѓународни контакти. Марија, и за крај прашањето, утре ќе се одржи заедничка седница на владата на Бугарија и Македонија во Струмица. Какви се очекувањата и во бугарската јавност за се това, какви се коментарите?
Жане, овде владее неверојатен оптимизам. Сега, нормално, јас сум во Благоевград, меѓутоа тука дојдоа представници на Бугарската академија на науките и тука беа и луѓе од Македонскиот научен институт, кој што делува овде во Благоевград и сите имаат големи очекувања од понатамошниот развој на македонско-бугарските односи и особено од утрешната заедничка седница на двете влади. Сите знаат дека од договорот за добрососедство утре ќе произлезат уште 9-10 нови договори кои што ги најави и македонскиот премиер Зоран Заев, за кој зборуваше и бугарскиот премиер Бојко Борисов, за кој што ќе го олеснат животот на граѓаните во двете земји. Пред се нагласува економската соработка, но и поврзувањето. Она на што особено ставаат акцент бугарските интелектуалци е изградбата на коридорот 8, поврзување, олеснување на транспортните врски, комуникациите, се разбира образованието, историјата, но пред се мерки кои што ќе го олеснат животот на граѓаните, или како што ми рече амбасадорот Димитров, очекуваме да видиме нова атмосфера која ќе ги надмине митовите и ќе не направи силни во надминување на меѓусебните бариери, мислејќи на бариерите меѓу Македонија и Бугарија, иако тука не гледаат никакви бариери во однос на во таа смисла. Значи големи очекувања, очекуваат она што го најавија двајцата премиери, она за што постојано зборува премиерот Борисов овде и министерката за надворешни Екатерина Захариева да се исполни и се разбира очекуваат од 1 јануари кога Бугарија го Да, благодарам Марија, затоа што и во студиово имам гости. Благодарам за јавувањето и интервјуто во целост ќе го видиме во наредните денови. Еве, ова беше почетокот на топ тема затоа што некако паралелно одат два процеса. Едниот процес е политичкиот, подпишувањето на договорот за меѓусебна соработка. Вториот процес кој што се отвори, јас можам да кажам и на изненадување од она што го направи Македонската православна црква. Како, еве, од вас ќе почнем, господин Поповски, го ја оценувате одлуката на МПЦ, која што ние официјално и не знаевме, ниту ја следевме таа синодска седница, не бевме информирани како медиуми и јавност, која излезе преку бугарските медиуми дека ќе побара од Бугарската црква да биде црква мајка во решавањето на автокефалност, односно признавањето на автокефалност. Прво вака, јас таа историја на црквата подробно не ја следам, меѓутоа имам став како и многу граѓани на Република Македонија се очекува дека е изненадување за многу голем круг на граѓани барањето на Македонска православна црква да побара признавање на автокефалијата од страна на Бугарската црква. Една од причините кои можеме да не ги поврзуваме со политиката може да се најдат во безпаќето на Македонска православна црква или неможноста таа да трасира една процедура за признавање и приопштување во семејството на православните цркви, поради низа причини кои што беа на некој начин или кажани или најавени од страна на Српската православна црква или тешкотите во таа процедура. Втора предпоставка е дека во контекст на договорот меѓу Република Македонија и Република Бугарија што беше потпишан од страна на премиерот на Република Македонија Заев и бугарската страна, она што треба да се ратификува или треба да дојде во собранието на Република Македонија, можеби се проценило дека е една згодна околност да се приопшти уште еден сегмент кој што е символ на државноста на Република Македонија, каде што спремноста на добра волја од страна на Бугарија е изразена на политички државен план, под определени услови, условите се ратификацијата на договорот во Република Македонија. Третата, можеби мотивација е некоја идеја дека на овој начин, добивајќи се, стекнувајќи се со одредена шанса да почне таа процедура, таа не може да заврши само со признавањето од страна на Бугарската православна црква, но да почне како една црква која што може да биде ментор на таа процедура, да може да се изврши
позитивен притисок и во Српската православна црква да биде пофлексибилна на барањата и во весниците, во медиумите веќе имаше една изјава на представник на Српската православна црква дека СПЦ била спремна за преговори, МПЦ требало да кажи датум за отпочнување на сето тоа. Така што целиот круг на можни причини поврзани со контекстот на односите дават некоја надеж да се излезе од ќорсокакот од страна на Македонската православна црква. Она што е дополнително и кој што може би излегува од таа филозофија на овие причини, може би големата еуфорија во рамките на бугарската интелигенција, кое што со потписи... Да, ќе го разговараме и тој момент. Господине Мојановски, како вие гледате на ова? МПЦ не е транспарентна по ова прашање, ние се обидувавме да добиеме гостин од нив или одговор и став, дали е едногласно одлуката и што се случувало, меѓутоа еве и веста ја дознавме преку бугарските колеги. Како вие гледате, познавајќи ги до сегашните ставови на МПЦ, како да изненади одеднаш со ваков став? Исто го делам вашето мислење дека станува збор за структура која не ги следи модерните практики на комуникација со јавност, особено на користењето на медиумите како простор во кој што може да се пласираат идеите. Исто јас немам одговор на прашањето зошто писмото е објавено пред да има било какво мислење на тој што му е упатено писмото. Третото прашање, тоа беше објавено од националната телевизија и во основа учествуваа лица кои повеќе или помалку се поврзани со определени активности во соседна Бугарија околу остварувањето на... Сега зборувате за писмото на интелектуалците, не на писмото на МПЦ? Не, за писмото на МПЦ, кое беше објавено на бугарската телевизија во рамките на емисијата Вера и општество и гостите кои учествуваа во тато, на тој начин јас се информирав дека постои писмо, иако претходниот ден во телевизиско интервју на прашање на бугарски новинар, митрополитот Струмички Наум соопшти дека Македонската православна црква се обратила со писмо, но содржината на писмото ја дознавме преку бугарските медиуми. И тоа писмо, како што забележуваме, оваа седмица особено актуелно ги отвори дебатите во Република Македонија и ги отвори, особено ги засили во соседна Република Бугарија. И тука може да се чујат мноштво предпоставки, очекувања кои се резултанта на историските искуства и сознание и честопати на неправдите кои ни се случували. Во тој контекст течат расправите. Мојот личен став кон ова писмо е дека тоа е добар индикатор кој укажува дека Македонската православна иерархија и Синодот на Македонската православна црква е одговорна структура и дека во оваа неможна ситуација на повеќе од 70 години некомуникација со Српската православна црква, сетете се од издеглави 1943 година, беше отворено прашањето за верскиот идентитет на православните христијани во Македонија. Тие уште тогаш го дефинира дека Охридската архиепископија е црквата, историската црква на која го темела потребата од сопствена црковна организација. Во 45-та година имаше два црковни собори во кои беше јасно декларирана автокефалната позиција на македонското свештенство и верници. Потоа политичкиот притисок направи да се променат дел од тие ставови. Во 58 година Српската православна црква донесе одлука со која трите епархии во Народна република Македонија, како тогаш не титулираа, се издвоили во посебна, самостојна македонска православна црква, така да тоа прашање апсолутно не е добра интерпретацијата да се тврди дека не е израз на потреби на верските потреби на македонците. Само да завршам мислата. Од тогаш, од 58 до 67 година трае еден процес со многу шумови и судори меѓу Македонската православна црква и Српската. И едно од прашањата кое се поставува, зошто Српската православна црква од 58 година до 67 година не издаде томос и не го извести патриархот, цариградскиот патриарх или вселенскиот патриарх, дека е формирана нова црква.
Значи, од 67 година до денеска, со неколку исклучоци во 2002 година, Македонската православна црква чука на затворени врати. И веројатно ова може да се наблюдува како обид, како крик на Македонската православна црква да ги мотивира другите православни цркви да се бараат излези за нејзиното вклучување во светот на православните цркви. Господине Ристовски, ако зборувате како политиколог, дали ова можете да го оцените како многу добар дипломатски чекор? Ако зборувате пак како теолог, колку е единствена Македонската православна црква, имајќи предвид дека вчера владиката Агата Ангел имаше негативен став. Не се знае ставот на останатите владици затоа што јавно не е тоа интерпретирано. Меѓутоа, очигледно за да се упати вакво писмо, треба да помине на синодска седница и да има целосна поддршка. Ако нема, тогаш е проблем и за МПЦ. Па прво, генерално оценката е дека Македонската православна црква ми се чини дека нема изградена квалитетна и издржана стратегија во однос на незиното приоѓање кон процесот на признавање во светот на православието. Тука пројавува сериозна неконзистентност во одредени историски периоди наназад. Ако земете години наназад, Македонската православна црква се обидува да добие признавање од Српската православна црква. Во тој правец одеа и напорите на дури тројца владици од синодот со тојнишки договори и така натаму направи еден ичекор. Сето тоа го покри времето. И одеднаш, кога државната политика прави шифт према Бугарија, со намера да се доближат односите помеѓу двете држави и двата народи, имаме пресретнување од страна на синодот и свртување кон Бугарската православна црква, што е изненадување за многумина и особено за внатре во православниот свет. Сега ние од оваа кратка историска дистанца не можеме да знаеме, писмото е пратено само неколку дена, која е вистинската намера, но нетранспарентноста на синодот ни кажува дека постои сериозна подвоеност прво внатре во синодот, и тоа е потврдено и со пишување на некои од бугарските медиуми кои што инсайдерски информации кажува дека, да речеме, внатре на самата седница на синодот подвоеност одела во правец дека владиката Петар инсистирал и тврдо стоел на ставот дека треба признавање да се бара од Вселенската патриаршија или од Цариград, додека Наум инсистирал да оди признавањето од Бугарската православна црква, а Тимотеј да продолжи признавањето од Српската православна црква. Владиката Агата Ангел бил против, имало против и други владици, но на крај дојдено е до тоа писмо кое што е упатено до Бугарија. Јас писмото го оценувам, сега ми е жал што морам да дадам на таква квалификација како знак на очај. Од тука се покажува немоќ. Знаете, не успевате лево, не успевате десно, не успеавте со обидот, Руската православна црква да посредува во обидите да се доближат Српската и Македонската православна црква. И сега вие барате, не знам, по линија на помал одбор било кој. Знаете, во светот на православието важи се уште во тие нивни канонски обичаи консензусот. Тие мора да одлучува со консензус, но внатре сетот на православието е сериозно поделено. Значи, јас веднаш на почетокот ќе кажам, можеби сериозна проценка дека после првата шизма од 1054 година, тој сериозен раскол кој што го раздвои христијанството, на поведок е нова шизма, нов раскол внатре во сетот на православието, и тоа поради суетни причини кој да преземе превласта во светот на православието, дали Московската патриаршија или патриархот Кирил, или Вартоломеј и Вселенската патриаршија ќе остане и понатаму, по тоа преемство кое што тие внатре во светот на православието го држат. По ова писмо уследи уште едно писмо од бугарските интелектуалци, професори, луѓе кои што се потпиша, има таму и колеги новинари, со кое писмо тие сакаат и бараат од бугарската патриаршија, замолуваат да ја признаат автокефалноста на Македонската православна црква, и ова го образложуваат и со неколку според нив историски факти, века без подвигот на нашите предци, вклучително од Вардарска и Беломорска Македонија, кои што постигнаа црковна независност за поголемиот дел од православните бугари на Балканот во текот на 19 век, денес не би постоеле ниту бугарската патриаршија, ниту македонската архиепископија, која што се јавува како наследник на македонските епархии на бугарската
екзархија. Тука сега се отварат неколку прашања. Првото е дали ова е усогласено можеби и со бугарската црква, па еве се само уште еден дел од тоа да тоа го прифати или пак исто така и подвиг за некој притисок, или пак од друга страна не може никако да се влие на бугарската црква во решавањето на ова прашање и таа ќе се советува со некој поголем, да речеме со руската. Не можеме само да нагаѓаме додека не се одговори. Меѓутоа како вие ова го толкувате? Прво, мислам дека таа реакција на бугарската општествена јавност, на бугарските особено научни кругови и интелигенцијата, има пошироки мотиви, по моје мислење, отколку да се вклучат само во процесот на излегувањето на Македонска православна црква на планот на заедницата на православните цркви. Мислам дека тоа расположение може да биде и позитивно, доколку е во рамките на почитувањето на самостојноста на Република Македонија, нејзиниот суверенитет, интегритет и натречните процеси како, да речем, суверено поле на институциите на Република Македонија. И во таа насока претпоставам дека се мотивирани првенствено од постигнатиот договор меѓу нашиот премиер, односно нашата влада и владата на Бугарија, она што престои да се ратификува. Меѓутоа, имајќи предвид дека ми е позната бугарската државна политика, во континуитет од формирањето на бугарското кнежество до денес кон Република Македонија и особено кон прашањето за националноста или национално-културната самостојност на македонскиот народ, каде што таа политика била секогаш негативна и секогаш стоела со теза дека македонците се всушност бугари и дека историскиот процес кој што се одвиваше во Македонија надвор од процесот на создавањето на бугарската држава, со тоа што Македонија остана под османлиска власт уште понатамо и судбината на Македонија која што се практично предодреди со Балканските војни и тој развој до денеска, на бугарска страна создаде една надеж дека е можно да се возобнови барем бугарштината или бугарскиот дух во Македонија. Доколку таа поддршка има еден сегмент или подлога во едно вакво расположение, ние во таа смисла можеме да имаме и тешкоти натамо, кои што ќе ни се јават на практичен, политички, па и национално-културен план, бидејќи асоцира дека евентуална таквата мотивација е идеја за реплицирање или создавање на реплика на односите во Македонија од 19 век. Да, затоа и го цитирав овој пасос. Да, кога постоја милетскиот систем, кога екс официо врз база на црковната припадност во Македонија номенклатурата беше дека постојат бугари, грци и срби. Под влијание на црквите беше и номенклатурата на националноста. Во тој случај мислам дека тешко ќе одат натаму односите, поготово што таа интелектуална средина некако ми наметнува притисок, ми наметнува асоциација 2007 година, се обрати до владата на Република Бугарија. Тамо беа подпишани 62 или 64 интелектуалци. Многу имиња и презимиња се исто сега подпишани до бугарската патриаршија за да помогнат. Во тоа писмо 2007 година беше побарано од владата, бугарската влада да ја чека Република Македонија и да не дозволи едноставен или процес на влегување во НАТО и во Европската Унија без
во Република Македонија да се признат заеднички корени, бугарски карактер на населението и слично, она што на некој начин веќе почнува да излегува на површина што се бугарската страна очекува од Македонија и зашто смета дека ова со договорот или со црквата е почеток, отварање на сите тие прашања. Господине Мојановски, неизвестно е како ќе одговори бугарската црква, дали ќе тактизира, дали ќе ги враќа да почекаат нивните колеги, така да наречам, од македонската црква. Меѓутоа, еве, и со овие историски аспекти што ги спомена господинот Поповски, доколку со ова станувањето на мајка, што се вели на МПЦ, и со признавање, дали ќе се призна некој еден логичен след можеби на настаните, како што велат бугарските интелектуалци, дека тоа е само продолжување на влијанието и на постоењето на бугарската екзархија овде и континуитет во таа смисла. Одговорот на тоа прашање е многу тежок во една емисија да му посветите, да ги отворите сите прашања. Бугарската екзархија, барем како читавме во она што ни е дадено како јавно достапно истражување, не е врзана со Охридската архиепископија непосредно, освен со тоа што дека во периодот од 1878 до 1913 година има определени процеси во кои што како отпор на еленизацијата на славенското население се декларира тоа население, православно население припаѓа на екзархијата. На Охридската архиепископија како црква која има корени така натаму, таа својата положба ја темели на Трновската епархија и Трновската патријаршија. Трновската патријаршија и екзархијата подоцна ја формираат Бугарската православна црква во 50-тите години. Значи не може да зборуваме за континуитет историски. Јас не би сакал да завлегувам на тоа прашање од проста причина што мислам дека тоа прашање не може да се одговори на едно кратко прашање. Но сакам да укажам следното. Ако дозволите, јас бидејќи само кратко ве молам да заврши господинот Мојановски, за да не му паѓа. Јас мислам дека повелете. Не, значи од тој аспект ако наблюдуваме, ние треба да разбереме дека православните цркви, не само македонската, се затворени организации. Тие и затоа се дефинираат како ортодоксни. Второто прашање околу кое треба да разговараме или може тие да разговарат е прашањето колку историските искуства треба да се гледат како процес, како континуитет, зашто православните цркви од Јустинијана Прима, завршувајќи со Охридската архиепископија, имаат различни истории, различни положби во создавањето. И ако вие земете само еден временски период и се повикувате на него, тоа се епархија на Охридската архиепископија, епархија на Охридската патријаршија, бидејќи таа иако точно не знаат кога е формирана, се претпоставува тамо некаде во 9-тиот век и така натаму е подигната на ниво на патријаршија во едно време, па е вратена на ниво на архиепископија. Да не расправам за тие прашања. Дали Бугарската православна црква ќе одговори или не, дел од тие прашања ги беа отворени претходно. Станува збор всушност за еден свет во кој што ги имате нагласена влијанијата. И ако тие нешта ги речеме погледнете дека во изминативе години имавме еден висок руски представник на Руската православна црква, дека нашиот архиепископ беше во рамките на делегацијата на Македонската православна црква и беше соодветно вклучен во определени верски процеси во Република Бугарија. Значи, постојат определени индикатори кои укажуваат дека тоа прашање не е туку така отворено, дека постојат определени можности да така. Ајде да го запазиме само редот, па вие да реплицирате вака малце. Значи вака, ова прашање е изместено од контекст и погрешни се премисите воопшто во светот на православието на начинот како тоа се изведува. Значи, ако не е засновано теолошки, сега зборувам како доктор на теологија, ако не е засновано на Библијата како Божји збори, како кодекс на основа на кој се уредуваат односите внатре помеѓу црквите, тогаш има тешка политичка позадина.
Сега ќе го објаснам тоа. Ако сакате библиски во 1 Коринќаните 3 глава, 3 и 4 стих, 22 и 26 Вака нема стих. да ве разберат кратко, во не публика. ќе ме разберат. Таму е многу јасно кажано, ако понатаму се делите, јас сум Павлов, јас сум Аполосов, вие живеете по тело, не по дух. И понатаму вели од 22 до 26 стих дека се е тоа суета човечка. Значи не станува збор за апостолско преемство како они што сакаат да кажат, туку за преемство од црква врз црква, од човек врз човек. И од тука сегашнава делба која што јас ја загаднав во претходното моје излагање, во сетот на православието, во полн сјај лани во јуни 2016 година се појави во Крит. Таму 4 од православните цркви не дојда. Прво, Руската патриаршија, тоа ќе ни расветли сега што се случува и која е позицијата на Бугарската патриаршија во тој дел. Значи, Бугарската православна црква не присуствуваше, Грузиската црква не присуствуваше и Антиохиската која што е во Дамаск ради нели граѓанската војна во Сирија. Но внимавајте, Грузија е целосно подчинета под Русија. Знаете, 2008 имаше руско-грузиска војна, таму Абхазија и Јужна Осетија се под окупација и Грузиската црква е потполно под власт и влијание на Руската православна црква. Идеме сега со Бугарската православна црква. Таа во судирот на Русија и Украина се стави на страната на Русија. Бугарската православна црква или Бугарската патриаршија и лично патриархот Неофит пратија писмо до украинскиот председател Порошенко да ги укинат законите со кои што ќе се враќа статусот на украинската црква. Сакам да дали значи дека дека Бугарската црква ќе тактизира и ќе ја прашува Руската црква за дозвола? Не, јас сакам да кажам дека Бугарската православна црква во моментот е под тотална доминација на Москва и Московската патриаршија. Во тоа писмо до председателот Порошенко тие го осудија ставот на Украина и автокефалијата на Украинската православна црква и тие бара да остане таа под юрисдикција или под власт на Московската патриаршија. Значи, ако бугарите со истиот патриарх и со истото водство се ставија на страна на Русија, на самитот во Крит да не присуствуваат на нивно барање, ги прифатија како посредници во решавање на спорот со Српската православна црква и Македонската православна црква, праќаат писмо во Украина и се ставаат на страна на Московската патриаршија, тогаш моменталната позиција на Бугарската православна црква е, гледајте, руската позиција. Па и добро, тука може да се толкува и како тактика да се продре како и јавност треба да се запрашаме која е позадината на сето тоа. Оти тие се под тоа влијание и јас тврдам дека принципот на секуларизам во политичките науки е врвниот дострел и достигнување на демократијата. Во овој случај е тотално нарушен, затоа што и нашава Македонска православна црква е под силно влијание на државата и ние тој процес сега треба да го спречиме во корен, затоа што секоја симбиоза помеѓу државата и црквата надвор од пристојните граници значи дека доаѓа до фундаментализам. А знаете дека православниот фундаментализам во тој панславизам, во тоа панправославно единство е сериозна работа исто како и во останатите религиски заедници. Не мора, затоа што е малце покомплицирана ситуацијата и со политичко е многу сериозно, не е едноставно. Професоре, да, вие сакате да наполните? Да. Јас мислам дека како критериум за блискоста или хиерархијата на една црква по друга, на една заедница верска во однос на друга, не треба да се тргнува од практиките на црквите во определен период. Например, Охридската, во таа смисла Охридската архиепископија имала власти над бугарските земји, тогаш кога цар Самуил ја има државата од Јадран до Црно море и од Дунав до Пелопонес. Охридската архиепископија во едно време има диецеза во Калабрија, што не значи дека на тој начин, например, дека тие во Калабрија или ние во однос на нив сме историски поврзани, детерминирани и дека сега со еден ваков чекор обновуваме некое заедништво. Би сакал тука да поентирам една теза што колегата Бојановски ја кажа, дека македонското верско тело има свој профил, почнувајќи од борбата против грчките владици во 5-та-6-та деценија од 19-тиот век и особено во 7-та деценија на 19-тиот век, меѓутоа, иако тие борби беа заедно водени македонците и бугарите против грчката патриаршија,
бугарскиот фактор во тие борби постојано инсистирал на собствена црква. Например, има во односното време жалби во бугарскиот печат, например во весникот Право, кој што велат дека охриѓани, стружани, ресенци, преспанци барат се заедно со нас против грчката црква, ама они не барат формирање на една црква за сите нас, туку барат две цркви, една за македонците, друга за бугарите. Второ, кога е формирана бугарската екзархија 1870 година и кога 1872 почнува да работи, низ документацијата гледаме протест на македонците кои што велат, кои што ја согледуваат функцијата на бугаризација на македонското народно тело преку екзархијата, па во таа смисла се разгорува едно движење кое што ја зафаќа скоро цела Македонија за обнова на Охридската архиепископија како македонска православна црква, и од кога не е дадена процедура да се обнови при паралелно постоење на екзархијата, на бугарскиот екзархат, македонската православна црква, тогаш се разви така нареченото унијатско движење од 1872 до 1974 година, кое што изнесуваше, одразуваше тежнение на македонците да се сепарират и да се субјективизира со своја црковна институција, посебно во однос на бугарите. Само да ви кажам дека екзархот го прати својот пратеник и доверлив човек Петко Рачов Славејко во Македонија за да види што се случува тоа низ Македонија, и Петко Рачов Славејко низ многу писма што благодарение се објавени во Бугарија 1989 година во списанието Векове, откриваме дека вели дека во Македонија е разиграна хидрата во сите градови, дека македонците под булото или под превезот на црковна борба всушност барат народна самостојност од бугарите пред бугарскиот народ и да се ослободи, да добие своје кнежество. Ова се интересни податоци од историјата. Да ви кажам, тој континуитет продолжува и во 20. век со оние собори што ги соопшти колегата Мојановски 1935 и особено во Издеглавје 1943 година, каде што се реши да се возобнови Охридската архиепископија како посебна македонска црква, на која што беше тамо и еден мој роднина Панде Поповски свештеник, па новинар, репортажист, и кој што е стрико на владиката Кирил, кој што го доведе да се хиротониса како, мислам, четврти владика, за да може да се формира. Да се формира. Интересни историски податоци. Ја пак повторно ќе останам на историјата, затоа што постојат пак бугарски историчари со кои што ние сме имали интервјуа, господине Мојановски, кој велат, па ако не беше бугарската екзархија, ќе го немаше македонското писмо, ќе го немаше македонскиот јазик, ќе ја немаше македонската нација. Ваквите страсти во Бугарија не се минуто, се уште се присутни за жал, и од тука пак и кај нас има и реакции на одлуката на МПЦ. Денеска ВМРО ДПМН реагираше во однос на оваа прашање, вели последиците од договорот за добрососедство со Бугарија јавноста веќе може да ги види, во низа се редат антимакедонските ставови кои доаѓаат од високи општествени и политички дејци, па тука ги цитираат и слично, а од друга страна има македонскиот манифест исто така реагира дека се шокирани од писмото што го упатува МПЦ. Зборувам дека и во Македонија нема така туку така да помине сето ова, ке има реакции и од двете страни, тие што се пострасни националисти, како да кажам. Мислам дека професорот отвори неколку прашања. Македонија има тажна историја заради големо државните концепти кои доминира во дискурсот и во поведението или во действувањето на целото подрачје на Македонија и поделбата на македонскиот народ во 1913 година. И дека тие концепти покојниот професор Мирчев ги објави во една посебна книга како големо државни концепти или стратегии на Балканот, во кој што тој мегаетникум се изразува, и тие нешта нема нити преку ноќ да престанат, нити во соседна Србија, нити во соседна Грција, нити во соседна Бугарија, нити кај нас, дека ќе постојат структури кои ги отвараат.
на водечките сили кои действуваат во определен временски период треба да има што е можно помалку емоции, туку да ги гледаат вистинските интереси. Позади секоја црковно прашање постојат реални интереси и ако не беа реалните интереси немаше да има делби од 1054 година завршувајќи со сите посебни делби кои настанаа во рамките на црквата. И тоа покажува дека прашањата нити можат да се стават само во определен временски контекст. И во таа смисла ние, освен како лица, не сме луѓе кои доволно ги познаваат теолошките димензии. Не сакам да зборувам за теолошките димензии, сега зборувам за обштествените и за политичките димензии. Во православната црква, земете било која историја на православната црква, погледнете ја, нема акти во кои немате замешано политичка структура. Например, формирањето на српската автономија во 1830 и некоја година е резултанта на хатишериф на султанот. Формирањето на бугарската екзархија во средината на 19 при крајот на 19 е со хатишериф на султанот. Иако историчарите ќе ви кажат дека тоа е последица на притисокот на руската држава и така натаму, што се историски контексти. Земете го формирањето на српската патриаршија во после Првата светска војна е со акт на тогашниот суверен или на кралот на кралството СХС и така натаму. Значи, постојат историски искуства и на нас, како истражувачи, како современици, треба историјата да не биде учителка. Од незе да ги излачиме оние есенции кои се значајни за процесот. А тој процес значи дека македонското верништво, кое живее и содействува со сите стандарди, со сите принципи на православното вероисповедание, заслужува да биде во светот, вклучено во светот на православните цркви и дека она што беше речено поврзано со суетите, тие треба да што е можно ги надминат оние кои ги водат црковните иерархии. А ако погледнете што се случува на релацијата меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква, ќе видите дека тука можете да најдете многу решенија. Како само еден пример да ви кажам. Како раководител на комисијата за односи со верски заедници бев гостин на рускиот хорот на руската патриаршија во Цетиње. Бев поканет, имав прилика да се видам со високи црковни великодостојници и меѓу останатото ги запршав тогаш отворено. Дали вие сметате дека со воведувањето на уште еден правен субјект како православен во македонското општество ќе се реши црковното прашање во Македонија или ќе се усложни? Ако ме убедите дека ќе се реши, ние апсолутно како држава немаме никаков проблем да делуваат и 10 и 20 и 30. И што им беше одговорот? Меѓутоа, вика, ти си паметен, сине, не се работи дали сум паметен, дали ќе го решиме прашањето. Ако не убедите дека нема да се служи во една црква, да тврди едната црковна организација дека тоа е нејзина црква и внатре ќе извршува обреди, и другата црква ќе смета за некои други историски потреби дека е нејзина црква, дали го решавате прашањето или не? Ние за жал од тогаш до сега единствено што замолим, обидете се, најдете решение. Како ако може во Дејтон да договорат прекина војна и така натаму. Тогаш вие како духовни луѓе уште повеќе имате. Господине Мојановски и господин Поповски, јас само да ве замолам. Вие имате многу историски факти и многу е обемно прашањето. Меѓутоа во интерес на времето ве замолувам затоа што господинот Мојановски морам и да му честитам денеска е 40 годишни јубилеј на вашиот факултет за безбедност и ќе заминете порано. Ве молам да се сконцентрираме. Во однос тоа го наметна прашањето и го кажавте и вие. Зошто пак синодот не се решил да оди директно со Русија да го решава? Зошто повторно се оди на заобиколен пат? Зошто овие работи не се покренати многу порано, кажавме можеби заради политичките мотиви. Меѓутоа многу недоумици во православието, ве кажавте какви се односите, се отвара дали сето оваа мисија воопшто ќе биде успешна ако не се оди директно да се реши проблемот. Видите, внатрешното неединство во синодот на Македонската православна црква се одразува и во однос на стратегиите за решавање на прашањето. Знаете, постојаното лавирање, јас на почеток го споменав, те Србија, те Бугарија,
и вклучувањето на Московската патриаршија како посредник меѓу српската и македонската покажува неконзистентност, но и голема разединеност внатре во синодот, и од тука нема тие конзистентен став во однос на главната стратегија како да се тие етаблираат во православниот свет. Но имајте предвид една друга важна, многу сериозна компонента. Во светот на православието 14 од православните цркви се национални цркви, а 5, меѓу кои јас споменав Антиохиската, Александриската, Вселенската, Ерусалимската, ми се чини, тие се вон национални. И од тука во православието преовладува дека црквата треба да биде врзана со нацијата, и тие тера синтагмата православни народи и православни нации. Сега јас повторно ќе се вратам на оној византијски мит од порано, кога и империјата заедно со црквата владеја заедно. Тие византијски сонови се уште постојат. Во политичките науки во наплив е една, ја нарекуваат православна политичка теорија по моделот на така наречена византијска симфонија, каде што руската администрација се обидува Руската православна црква да ја користи како алатка да преку тој модел на панславизам, концепт на панславизам, да дојде во сите православни народи со доминантно влијание. Но од тука им пречи во столичената улога на Вартоломеј и на Вселенската патриаршија, и затоа таа треба да се минимизира. Првиот удар беше зададен 2016 година со неприсуството на овие цркви, и сега тие ќе се обидат да формираат свој табор и да направат пресврт во тој дел. Московската патриаршија да стане доминантна, затоа што цена дека 160 милиони руси се православни, а сите овие останати 15 национални цркви се некаде околу 15 милиони. Значи ли тоа дека сега може дека да се тие треба да доминираат во светот на православието и дека тие треба понатаму да водат политиката, но да, во дипломатски речник. Да заклучам само, простете ми. Значи, нарушен е принципот на секуларизам. Оваа православна политичка теорија го руши комплетно и се наметнува спој на државата, црквата и нацијата, што е трагично. Најголемиот остров на демократијата е секуларизмот, без разлика што е реалност, низ историјата било тажно е сегашност ако тоа го дозволиме. Секуларизмот треба да се додржи, црквата мора да биде одвоена. Да, само сакам да ве прашам. Од државата и фундаментализмот ќе нарастори сите. Ако сте вие некој од не делува за жал се уште така, рековте сами дека МПЦ нема стратегија, ме било паметно да има дипломати во своите редови и тоа да го прави, на каде би се сконцентрирале? Затоа што верувам дека и бугарската црква туку така нема да ни одговори, да го даде одговорот. Можеби ќе се консултира со руските колеги, можеби со Вселенската патриаршија. Сигурно дека некој поголем треба да одлучи на крај. Како теолог, братската љубов во христијанството е агапе, пожртвована во име и во интерес на другиот, а не во свој име и во свој интерес. Од тука во светот на православието ниту една од братските, како што ги нарекува МПЦ во писмото, сестрински цркви не покажа братска христијанска љубов. Надвор од светот на православието, МПЦ е секаде признаена. И во Рим, значи и од католицизмот, признаена и во светот на протестантските нации. Значи, апсолутно секаде е присутна, секаде е признаена, ниту се проблематизира незината автокефалност, ништо. Едноставно, братската љубов е отворена преградка и ние сме заедно. Е многу покомплексно. Тоа покажува дека трагична е состојбата внатре во православието, овие делби што се на повидок понатаму ќе го цепкаат и неговата сила ќе слабее, и апсолутно паствата и верниците не ќе имаат основа на што ќе се држат понатаму. Да, јас само да кажам да имам една таква реакција. Викам МПЦ се Виктор Стевичев или МПЦ се политички организации, на обичниот верник воопшто не му е важно дали МПЦ е мајка или полусестра на СПЦ или БПЦ. Верникот си има посебна конекција со Господ, а зошто толку многу МПЦ сака да се ушалта во тие организации, освен политичка и материјална корист, друго не гледам. Ова е реакција на нашиот мудростта на народот. Да, на нашиот блог кога го поставивме прашањето каква е нивната реакција во однос на ова прашање. Пред да продолжиме, Билјана Николовска работеше на оваа тема деновиве. Таа ги има ставовите и на други луѓе кои се занимавале со односите на СПЦ и МПЦ, затоа што ќе и во дебатата следно што сакам да разговараме какви би биле реакциите на СПЦ по ова прашање, па да го видиме и низиниот извештај. Што значи црква мајка, а што црква ќерка? Зошто и од каде Српската православна црква е црква мајка на македонската? И дали е возможно да се менува оваа состојба? Но и дали некоја црква може сама по желба да си бира под чија јурисдикција би била? Ова се само неколку прашања кои деновиве се отворија во јавноста после испраќањето на писмото од МПЦ до бугарската црква, во кое бара таа наместо српската да и биде црква мајка, пошто би ја признала и автокефалноста. Многу сме
чувствителни на тоа мајка црква, кој е мајка црква, кој е ќерка црква. Мислам дека ние, обичните луѓе, го сваќаме тоа во премногу емотивен контекст. Статусот мајка црква не подразбира дека позади неа стојат некакви емоции или не знам. Во овој контекст е исклучително техничко прашање. Ние, како македонци, за жал, доколку сакаме емотивно да ги цениме тие историските текови во изминатите векови покажале дека ниту српската, ниту бугарската православна црква не се однесувале како мајка кон своето чедо и обратно. Но како историски српската православна црква дошла до статусот црква мајка на македонската? Тоа според аналитичарите доаѓа со осамостојувањето на македонската православна црква, која во тоа време била под јурисдикција на српската, која имала надлежност на овие простори. Тоа е изведено врз основа на тоа што таа црква во период од 1918 па се до 1941, а потоа и после Втората светска војна имаше јурисдикција врз овие простори овака. Така и се случи во 59 година тие да ни дадат автономија, која што требаше да потоа да биде да стане автокефалност, меѓутоа они се премислија и во 67 година ние бевме принудени да си ги оствариме нашата историска стремеж да станеме автокефална црква. А токму во еден извештај на американската ЦИА од 29 август 1952 кој го објави топ тема на ваша страна, стои дека на крајот на Втората светска војна југословенската комунистичка власт и Тито ја помагали идејата за автокефална македонска православна црква. Цел им била да ја ослабнат српската црква, која Јосип Брос ја сметал за голем личен и противник на југословенскиот комунизам. Стои во извештајот на американската ЦИА. Но од друга страна истиот документ наведува дека Тито се плашел борбата за независна црква да не се претвори во борба и за независна Македонија. Во истиот документ се опишува дека македонците сакале независна црква уште од 1913 година, односно по воведувањето на српската власт во Македонија по Балканските војни. Желбата им била црквата да има седиште во Охрид и молитвите наместо на српски да се пеат на бугарски јазик. Но 15 години по овој документ на ЦИА, Македонската православна црква ја возобновува автокефалноста на Охридската архиепископија и до ден денес останува непризната. Се досега ние сме почитувале тој канонски ред и сме добивале симпатии како црква која што почитува и има право на автокефалност, меѓутоа тоа треба да се реши со црковен Белград. Ние дојдовме на најканонски начин до наша автономија која требаше да стане автокефалност. Така. Значи, јас се плашам дека ова сега ќе внесе промени и дека ќе отвори меѓуправославни конфликти. Најмногу конфликти во православието произлегуваат токму од тоа, од мешувањето на една православна црква во јурисдикција на друга црква. Истакнати личности, интелектуалци, академици, новинари и потомци на познати семејства од Македонија веќе ја повикаа бугарската православна црква, синодот и конкретно бугарскиот патриарх Неофит да ја прифати подадената рака од македонската православна црква. Ова доаѓа во исто време со ратификацијата на договорот за пријателство и добрососедство на парламентите на двете земји и предустрешната заедничка седница на владите на Македонија и на Бугарија во Струмица. Според познавачите, ова прашање повеќе изгледа дека е политичко отколку црковно. Фактот што станува политичко прашање, мислам, е една добра динамизација на процесот. Зошто? Бидејќи кога имате политичко прашање, мора да го решите со политички методи, техники и со луѓе кои што во принцип функционираат по друга една траекторија. Зошто е битно? Битно е, бидејќи во овој момент околностите политички се такви да можеби даваат некоја шанса да ова решение се придвижи, меѓутоа повторно ќе кажам, сепак црквите на овие простори мора да изнајдат начин да го решат. Според пишувањата на бугарскиот весник 24 часа, синодот на БПЦ на 27 ноември ќе одлучува, но се поизвестно е дека негативно ќе се произнесе по барањето на МПЦ. Според весникот, одлуката ќе биде поради стравот на бугарските свештеници од реакции на останатите цркви, пред се на српската и грчката. За сега официјален став од СПЦ нема. Со изјава се јави само епископот Херцеговско-приморски господин Григори, кој е дел од комисијата за преговори на СПЦ и кој потенцираше дека треба да дојде до диалог меѓу двете цркви, а потоа и до решение на проблемот меѓу нив. Молчати од МПЦ за потегот кој многумина го протолкуваа како обид за одредено раздвижување на работите. Само владиката Агат Ангел јавно го искритикува, сметајќи дека е продолжение на договорот за добрососедство, со кој не е заштитен ниту македонскиот народ, ниту македонските национални интереси.
уште еден коментар на нашиот видеоблог. За сега нема никакви шанси МПЦ да се договори со СПЦ, така што е добар потек барањето на МПЦ до БПЦ. Ако ништо друго, тогаш барем ќе се размрдаат работите во однос на преговорите со Српската православна црква, вели Боби Алиев. Каква ќе биде, господине Мојановски, реакцијата на СПЦ? Имаше неофицијално дека тие сега би сакале разговори, меѓутоа нема официјален став. Тешко е да се предвиди нивното однесување ако се има предвид неколку нешта. Прво дека после Нишката спогодба Српската православна црква донесе одлука и формира Српска православна црква во Македонија како православна Охридска архиепископија, и тоа е на нејзиниот сајт, можете да го прочитате, како официјална организација. И за Српската православна црква црковното прашање во Македонија е решено и дека другите прашања кои треба да ги решаваат треба да се обратат до православната Охридска архиепископија. Тука е поврзано примањето на студентите на Белградскиот теолошки факултет и сите други прашања, што објективно е еден од индикаторите кои ви покажува. Второ, дека нема, односно тешко е да се предвиди. Во овој период, иако имаше иницијативи и странични влијанија за возобнова на диалогот, тој диалог не е возобновен или нема информации дека е возобновен. Така што објективно Македонската православна црква се наоѓа во една ситуација во која е речено угоре високо, удолу длабоко, во кој што нити имате одговор. Ова последна изјава на еден од српските архиереи, така или епископи, покажува дека станува збор дека сепак во Српската православна црква постојат определени структури кои се подготвени да разговараат. Но тоа повторно се го отвара ни за други прашања и се надевам дека отварањето на ова прашање ќе ги забрза тие процеси, уште повеќе што ние имаме заедничка историја и имаме особено развиени комуникации со српското население и со православните верници таму, и дека овие процеси ќе влијаат на отварањето на тие прашања. Дали тука ќе настанат определени поинакви прегрупирања или не, во овој момент ние немаме индикатори за кои можеме да имаме подециден став. Поповски, има две работи поврзани со Бугарија. Едната е, иако го земеме договорот што ќе го треба да го ратификуваат двете влади, се договараме со земја членка на Европската унија, која има такви односи. Меѓутоа, кога ве прашував и кога господинот Ристовски го прашував дали и колку ќе влие Руската црква, ја зборувавме за поврзаноста на бугарската со Руската црква. И сега тука има две различни политики. Зборувам, ако зборуваме како политика и прашањето за црквата. Јас мислам дека не е за очекување бугарската православна црква да е под целосна контрола, така да се каже, или под целосно влијание на Руската православна црква. Односно, не е за очекување бугарската православна црква да води тотално самостојна политика и да има самостојна ориентација во однос на бугарската држава. Постои еден општ став дека во православието црквите се во голема мерка на средината меѓу самостојноста и политичката зависност и често одигруваат и одредени политички улоги. Во таа смисла, ние имаме две реалности, доколку бугарската православна црква е потполно под влијание на руската. Првата реалност е бугарската држава не е ориентирана према Руската федерација и руската политика, туку е дел од евроатлантските асоциации и всушност припаѓа веќе на западната политика. И тука нема никакви дилеми. Има дури голема дискрепанца во односот и дисхармонија во однос на политичките релации со Русија. Од тие причини мислам дека прашањето на Македонската православна црква со ова писмо до бугарската ќе мора да се решава во целината на православните цркви, почитувајќи ги сите канони. И мислам дека главната релација која што ќе биде важна, дали Македонија ќе добие процедура Македонска православна црква кон обособување и
изедначување релацијата меѓу Бугарската православна црква и Цариградската патриаршија. Во таа смисла Грчката црква и Српската црква. И веројатно тоа ќе биде кругот на усогласувањето на православните цркви и доколку тие имат некоја солуција и некои услови кои што ќе ги декларираат за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква, другите сметам дека ќе се поведат по тоа евентуално заедничко мислење. Дали е можно заедничко мислење меѓу овие 4 православни цркви, бидејќи инаку во каноните треба сите да се согласат, е големо прашање. Се уште не се истакнати во крајна линија аргументите и погледите на ова процедура која што на релација МПЦ и Бугарската православна црква не се изјаснети до крај ин меритум за самото тоа прашање Српската православна црква, ниту Грчката патриаршија или Цариградската патриаршија. Се додека тие не покажат каков е ставот, а нема да покажат се додека не биде известно каква ќе биде состојбата и судбината на Република Македонија како држава во однос на евроатлантските. Да, тоа ми го отвара и прашањето што тоа значи дека ќе бидат многу важни договорите меѓу Македонија и Бугарија на државно-политички план. И добро е ако може да се тука надминат, бидејќи станува збор за многу близок народ, блиска историја и така натаму, но исто така треба да се надминат прашањата за името со Грција, кои што не се започнати и не знаеме кои пакети, кои композитни барања од грчка страна ќе бидат поставени во однос на Македонија. Бидејќи мене ме изненади, например, во еден документарен филм, еден грчки професор кој што заедно со Спиро Фетас учествува во еден документарен филм на Македонија кој што рече: се во ред, вие треба да навикнете натаму да бидете тоа што не сте биле до сега. Нешто, но само да прашам, дали доколку е идеална состојбата и доколку Бугарската црква ни одговори позитивно, може ли Српската да стави вето затоа што за признавање на автокефалноста е потребна согласност од сите цркви, или пак состојбата не е како во политиката и во НАТО, каде што Грција даде вето за името, туку ќе биде поинаку решено? Јас мислам дека нема изолирано Бугарската православна црква да донесе одлуката надвор од согласноста со останатиот православен свет. Мислам дека тие ќе го одложуваат ова прашање. Мислам дека ќе се консултираат и со Москва. Сега за кратко ќе биде 100 години од прослава на Московската патриаршија. Тие спремаат и патриархот бугарски неофит и голема црковна делегација висока ќе биде присутна во Москва и тие веројатно ќе ја отворат оваа тема. Веројатно ќе се консултираат и со Српската православна црква и со Грчката православна црква, но и со Вселенската патриаршија. И ми се чини дека тој процес на консултации внатре може да се одложи со години. Но внимавајте, тогаш ќе биде прашањето зошто Македонската православна црква излета со едно вакво писмо во кое што ја стави таа несреќна кованица мајка. Да. И со тоа фрли едно сосема друго светло кое што ние може да го толкуваме дека е резултат на последиците од договорот за зближување и така натаму, резултат на повампираните екстремизми во Бугарија. Што требало да стави, наистина, ако веќе бара, да побара едноставно поддршка, не да насловува каква ќе биде? Македонската православна црква треба да упати циркуларно писмо до целиот православен свет, објаснувајќи ги своите аргументи и да побара од сите отпочнување на соработка и признавање на незината автокефалност. Принципот на мајка ќерка да се стави во втор план, а да почнат заеднички црковно живење, служење, размена на свештеници таму и тука и така натаму, соработка во духот на развивање на духовните вредности и изближување на народите и нациите на основа на тие духовни вредности кои што христијанството во суштина ги дава. Значи, ми се чини дека треба да излезе надвор од таа рамка, да бараме ние само од еден признавање, затоа што официјалниот став на Руската православна црква е дека нема тоа да се дозволи заради Украинската црква, каде што Русија исто така не дава. Ако тој принцип се скрши меѓу бугарската и македонската, тогаш ќе се скрши и меѓу руската и украинската. И тогаш ќе настане еден процес кој што Москва нема да дозволи да се случи. А што е бугарската повлијание на Москва, тогаш бидете сигурни дека нема да се случи со македонската. Од тука скриените намери ќе ги откриваме. Зошто?
се злоупотреби Македонската православна црква во политички контекст во овој период. Господин Мајовски, кратко само, сметате ли дека на МПЦ не застасува на вистина дипломатија и ова што го вели господинот Ристовски, ниту служење заедничко во таа мера, ниту развивање на некои односи кои сега во ваква ситуација, освен што побарале од бугарската, можат да направат лобирање за ова иницијатива да ја поддржат и други цркви. Со оглед на тоа што треба да заминете на свечената кабина. Несомнено дека и треба, но факт е дека Македонската православна црква е организација која има слаба економска моќ и дека развивањето на внатрешните институции и меѓу останатото и развивањето на дипломатски апарат е прашање кое бара соодветна економска поддршка и дека објективно тие прашања можат да се барат и други причини зашто нема, но општиот впечаток, таа затвореност создава предпоставки да имаме уверување дека таа нема развиен дипломатски. Вака само како новинар кој што работи теми поврзани со црквата, кога ќе ги видиме колкав возен парк имат и што се возат, таа економска моќ мене ми е дискутабилна, меѓутоа пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата. Господинот Мојановски веќе најави дека ќе мора да отиде на свеченост. И за крај едно политичко и едно теолошко прашање ќе поставам. Господине Поповски, како ќе влие договорот со Бугарија за добрососедство на иднината на црковните односи или обратно? Како ова писмо пак ќе влие на политиката или се е испреплетено? Затоа што се дефинираат односите со договорот од една страна, а од друга страна нејасно е па што ќе произлезе од него. Дали тоа значи и практикување или служење, и вас ќе ве прашам, на бугарски јазик во Македонска православна црква и слично, иако не треба се мешат. Видете, прво договорот не е јасен што пишува. Тој по својот карактер е асиметричен и тука нема друга логика. Асиметричноста се гледа во тоа што бугарската страна има стипулирано или формулирано право бугарската држава да се грижи за државјаните на Република Бугарија кои што живеат во Македонија. И не треба многу анализа за да се свати дека тоа ќе го разрешат на ниво на сите оние лица и на целиот оној број кој што има бугарски пасоши. Станува збор за околу 90.000 пасоши. За државјани на Република Македонија, што значи дека бугарското државјанство им е второ државјанство, со место на живење во Република Македонија и без адреса на живење во Бугарија, например. И на сите им е јасно која е мотивацијата на огромниот дел од населението на Македонија за стекнување на бугарски пасош. Една илустрација на еден пријател во Струмица, например, синот му се оженил со струмичанка која што има бугарски пасош и сега 20-та се наоѓаат или во Германија или во Холандија барајќи работа. Значи, тука се илустрира самата мотивација. Во договорот стои дека патронажата над тие над положбата, над правата, слободите на тие граѓани што имаат државјанство е на државата на Република Македонија. Асиметричноста е во таа смисла што се вели дека Република Македонија се обврзува да не се меша по прашање на граѓани или групи кои што не се државјани на Република Македонија, но се искажуваат за македонци, што значи дека нивото на заштита на малцинските права тука во тој договор е ставен под нивото на меѓународните стандарди, а нивото на заштита на државјанствата е ставен на категоричен начин, овој начин како што рековме. Тоа значи дека може да се очекува во иднина бугарската држава да побара од тие граѓани исполнување на одредени задачи. Например, не е ова измислено дека може да побара, бидејќи имаме слушано и во минатото дека сите македонци кои што имаат бугарски пасош треба да ги заслужат тие пасоши што ги имат и привилегиите што ги носат тие пасоши. Што значи барање на формирање бугарски политички партии или политички партии на бугарите во Македонија, барање отварање на школи на бугарски народ, на линија на бугарските граѓани, државјани односно.
На линија со црквите може да се бара богослужба на бугарски. Токму тоа ми е прашањето за господин Ристовски, тоа е ваш домен. Да, дали ќе како ќе да Република Македонија после потпишувањето и укажувањето на развој на сите економски, политички, културни релации со блискиот бугарски народ и со Бугарија како соседна блиска држава, ќе мора да има платформа што натаму може да прифати, а што не може да прифати. Како ќе се одрази ова на, тој меѓуцрковен живот, политичкиот договор? Ако има искрени намери, а ја ценам дека нема во дадена ситуација од страна на Бугарската православна црква, заради сите собитија претходно или во периодот, мислам дека тие ќе се обидат да направат една инвазија во тој дел. Мислам, ворете да се проповеда на друг јазик, ако има кој да го толкува. Тоа е дел од дипломатија и слично. Искрените намери да се едноставно сплотуваат народите на основа на духовните вредности и да едноставно ги вратиме на библиските вредности луѓето, да соработуваат меѓу себе во духот на меѓусебно почитување и таа братска христијанска љубов, но ако има скриена агенда, да се влијае со јазикот, да се влијае со црковните политики, да се влијае дури и во политиките во Македонија, што е веќе повампирен тој екстремизам во Бугарија сега во ова фаза. Јас не знам како државата ќе го скроти во Бугарија, оти тоа е лавина. Ми се чини дека не се поволни ветровите во тој правец, но ја ќе се вратам на основата. Македонската православна црква треба да доживее внатрешна реформација на основа на библиските постулати. Значи, таа мора комплетно да ревидира својата црковна стратегија во секоја смисла и да се востоличи на основа на она што Библијата го вели во 2 Тимотеј, 2 глава, 23 стих, дека не сме оној кој што сее раздор помеѓу браќа, фактички е најомразениот на Господ. Една од 7 најомразени работи за Господ е сеење раздор помеѓу браќа. Ние македонците постојано подаваме рака и МПЦ сака да соработи со сите, никој не ја прифаќа. Од тука МПЦ мора да изгради нова стратегија. И имало начини низ историјата и политиката треба да гради своја стратегија. Апропо ова што го говори професорот, ние останавме без одговор на стратегијата на Бугарија со бугарските пасоши, каде што има сериозни скриени намери. Тоа е економска емиграција, тие ќе го употребат за политички цели. Ние не дадовме одговор како држава. Меѓутоа да заокружиме, а има начини како да се даде и можеме ние да го преврнеме тој процес во друг правец. Веројатно треба и малце поголема вклученост и на академијата, и на институтите, и на историчарите, и на целата јавност, меѓутоа факт е дека овој пат дознавме преку бугарски медии за нешто што се случува. Една македонска влада на сплотено македонско национално единство може да го отвори процесот за сосема либерализиран процес на давање на македонски пасоши на бугарски граѓани кои што се чувствуваат дека се од македонско етничко потекло. И тој процес не може никој да го задржи. Тогаш со овие 90.000 и формирање на македонска политичка партија во Бугарија, заедно со турците, македонците може да преземат владата во Бугарија. Тогаш нека се праша бугарската влада што ќе се случи. Но екстреме, се сложено дека е екстрем, но нека се размислува на тој правец. Ви благодарам што бевте гости во топ тема на ваша страна, господин Мојановски не напушти. Ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Телма.